и благодарам на излагањето. Најнапред морам да кажам дека мојата теза или загриженост веќе ја нашавте вие, говорејќи за функционирањето или нефункционирањето генерално на системот и институциите. И навистина е фрапирачки ние да имаме ситуација, веќе вие од ваш аспект, кога имаме едно работо способно, со делна способност лице, кој што е надвор комплетно системот. Фрапирачки е како може да дозволи една држава некој да се роди, да нема евиденција, да не е запишан на матични книги, да немаме никаков запис за него дека учествувал, дека имал здравствена заштита, дека бил во претшколската установа, дека образование немал никакво и така натаму. Значи, комплетно исфрлени. Никаква права, никакви обврски. Нема да го фаќам делот сега за оние можни злоупотреби на самиот закон, бидејќи ние сме држава, нели, што има искуство, што пасоши даваме на белосветски криминалци, па можностите за нов идентитет на некој друг. Ова го говорам за оние што навистина сега жртви. И јас велам дека тука институциите комплетно потврдиле. Се радувам што се размислува веќе за нов закон, бидејќи овој не ги дава потребните резултати, тоа е првата работа. И за жал, морам да констатирам дека нема ниту еден чекор за одговорност. Ниту една институција, ниту еден вработен, ниту еден носител, чинител општествен не понесел одговорност за ниту еден од овие бројни случаи, а збориме веќе за стотици, ако не се лажам. И тие се луѓе обременети многу повеќе во нивниот развој, во нивното обликување како личности, од било кој еден од нас тука присутни. И затоа и не би изненадува вашата дилема, бидејќи ниту еден работодавец не се појавил, бидејќи тие се неконкурентни. Тие се луѓе што реално ја се прашувам дали се уопште евидентирани како невработени, што е сосема друга, трета или четврта аспект на самиот проблем. Така да ние како општество и како држава првите начелни насоки, пошто веќе се потврдиле на овие сите претходни чекори, од вашиот аспект, дали веќе се размислува или имаме веќе посебни програми што би ги офатиле овие лица? Ние не можеме да се однесуваме кон нив како секој друг. Овој не добил матичен број, сега добил и тој е подеднаков на пазарот на труд. Не е така. Тие се луѓе кои што треба да имаме дополнителен напор, да ги стекнат и знаења, и вештини, и искуство во период од една година за некој што се развивал 20 години назад. И тоа ми беше прашањето. Дали се размислувате, дали имате некоја програма и што би можело ова собрание од наш аспект, дали преку амандмани во буџетот, дали во измена на некои од програмите или акциони планови што ги имаме, да помогнеме да им излеземе во пресред на овие граѓани, посуштински да можат да бидат етаблирани, односно ресоциализирани во општеството. Ви благодарам.